Почитувани кичевчани, сакаме да ја подсетиме колку и на кој начин ребрендираната Зелена партија, која што има целосна власт врз локалната самоуправа и сите институции и јавни предпријатија во Кичево, заедно со нивниот коалиционен партнер СДСМ имаат реализирано зелени проекти. За време на нивното владање направија такви штети на Кичево и околината, што речиси е невозможно да се поправат. Ветува се и сешто. Од дислокација на дивата депонија, редукција на емисии на штетни материи во ТЕЦ Осломи, нови соодветни филтри за оджаците од река Осломи, почнување постапка за инна гасификација, уредување на мини парк во секоја местна заедница и засадување дрва врз истите, јавен транспорт како алтернативна опција на превозните средства, изградба на парк кој би содржал пешачки патеки, детско катче, фонтана, клупи, корпи за отпадоци и се потребно за таков парк. Но, ветувањата, како и секогаш, кога станува збор за нив, останаа само на ќе. Наместо дислокација на депонијата во Кичево, секој контењер представува депонија сам за себе. А што е најтрагично, и сметот кој се собира во депото на јавното предпријатие Комуналец, во близина на центарот на градот, е своевидна депонија. Исто така, во изминатиот период јавно алармиравме до институциите кои по кој знае кој пат останаа глуви на нашите апели за тоа дека во соработка со една фирма во собственост на познати локални моćници од СДСМ, сметот се товара и одлага во атариите на неколку македонски села, каде што има се уште прекрасна и недопрена природна убавина. Наместо редукција на емисии на штетни гасови и нови филтри на оджаците на река Осломи, сведоци сме како во неколку наврати од истите излегува црн чад кој го труе населението во целиот град и сите околни населени места. Веројатно, како последица на согорувањето на оној добро познат мазут за кој јавноста во изминатиот период беше запознаена. Нема ниту изградба на мини паркови во местните заедници и засадување на дрва. Напротив, и тоа што беше изградено од претходната власт на ВМРО ДПМН, тие не се потрудија ни да го одржуваат и го оставија целосно да се руинира. А за дрва да не зборуваме, наместо да засадуваат, тие целосно преку дрвната мафија ги соголеа сите околни шуми во Кичево. Наместо зеленило и паркови никнуваат бетонски градби за кои голем дел од нив се без соодветна градежна и урбанистичка документација и се изградени на узурпирано државно земјиште. Ние, како ВМРО ДПМН, за последен пат предупредуваме и апелираме до институциите да се охрабрат и да превземат се што е во нивна надлежност, а не да останат заробени од зелените и СДСМ, затоа што Кичево, за жал, најчесто е на првото место по загаденост во Република Македонија. Почитувани, ДУИ и СДСМ секојдневно на делове покажуваат својата зелена агенда, која што на сите вам, а и нам, многу добро ни е позната, дека не се работи за животна средина, туку за нив најважното нешто, а тоа се зелените банкноти во што поголем број. Затоа им порачуваме дека на престојните избори со сигурност ќе бидат казнети. Ви благодарам.